Градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ, овој пат со мене во студиото на Репортер. Саша, добар ден и добре дојде во студиото на Репортер. Добар ден, добро ве најдов. Како за почеток, со оглед на тоа што интервјуто го правиме на 42 степени, денес навистина е многу топло. Прво ќе те прашам дали ти фали море или веќе беше некаде на одмор? Па само што дојдов пред малку, Така? се прибрав, да, бев неколку дена, таман искористив овие неработни денови за да Така. нормално не губам од работата, чисто да наполниме батерии за понатамошни активности. Така, ќе ни кажеш каде беше на море? Во Црна Гора. Во Црна Гора. Како си помина? Многу убаво. Да ставиме Црна Гора на страна и одморот кој што, ете, ти помина. Прво што сакам да те прашам е, лани есента, големо внимание привлече со твојата свадба. Правеше свадба во Грачаница, во Косово, со сите оние адети. Зошто се реши прво да правиш таму свадба и зошто баш во екот на пандемијата? Па добро, ние се решивме да правиме свадба во Грачаница, бидејќи тоа е местото каде што ние на некој начин се споивме со Јелена, односно си има и неколку символики. Не е одбрано случајно местото. Јас и Јелена си имаме запознаено преку делување преку хуманитарни активности што сме ги спроведувале во Македонија и во Косово, односно во енклави каде што живеат српски заедници, во соработка со организации хуманитарни кои што делуваат и кај нас и таму. Таму неколку пати сме преспивале, сме биле во посета на тој манастир, но и Јелена си има посебна приказна, односно она е второ дете. Прво е брат и роден, нормално, и после 10 години, од кога биле незините родители во посета на манастирот Грачаница, купиле икона Константин и Јелена, и тогаш наредната година се раѓа Јелена, и така да си има посебна символика, и нормално, освен нашата символика што има и незината, така да гледав да ги споиме тие две, бидејќи на вистина многу ни значи. Не беше во екот на пандемијата, ние прашавме дали може воопшто да се прави, да се организира, бидејќи важеа мерки и таму, како што важеа и кај нас, не рекоа со одредена група на луѓе, односно ограничен број на луѓе, може да биде организирано венчавањето. Класична свадба голема не сме правеле, односно само беше венчавањето кое што се случи во манастирот. Добро, и беа интересни објавите на новинарите од типот со српско знаме и пукни зоро се ожени градоначалникот на Центар, конкретно на нашиот заед. Каква музика се свиреше, како изгледаше свадбата, како беше да се носи, односно венчавката да се носи таа српска носија во која што се облековте? Не, ние бевме облечени во нормално. Јас бев во дело, сопругата беше во венчаница и така натака. Што се однесува до иконографијата, што често се коментираше, не беше организирана од наша, него беше организирана од градоначалникот на Грачаница, кој што ни е добар пријател, чисто сакаше на некој начин да, ајде да кажам, да не израдува, да ја направи поинтересна на свадбата. Океј, немаше никаков проблем, тоа беа некои традиции и обичаи кои што и нормално нас не ни смета. После тоа од кога излеговме, имавме добиено нормално на поклон народни носи, од тоа кој каде има потекло. Моето потекло од Власина, на Јелена е од Црна Гора, така да ни беа поклонети носиите и само носиите ги искористивме за сликање пред самиот манастир, на некој начин одаваме почит на некои наши предци кои што, ајде да кажам, влечат потекло од тие краи. Добро, направивте мала венчавка, најавивте дека после кој ќе заврши пандемијата или во некои подобри времења ќе направите голема свадба. Уште сте на... Па сега за сега не. За сега само тоа ни беше битно, венчавањето во црква. Добро, кога ја спомнавте веќе Јелена, тука ми се наметнува прашањето како се запознавте и како почна вашата љубов? Па со Јелена се знаеме подолго време. Кажав неколку пати од неколку активности што сме ги имале, пред се од хуманитарен карактер. Потоа започнавме одреден вид на комуникација и некако, ајде да кажам, јас се пронедов кај нејза, она се пронеде кај мене, еден со друг на некој начин сродни души што се вика, и така на крајот се споивме. И одевме скоро една година, бевме заедно врска, да се пробаме да видиме дали се одговараме еден со друг. И на крајот се заклучивме дека, ајде да кажеме, можеме да се трпиме, што се вика, не иде муабетот, нели така обично кажуваат, и решивме да стапиме во брак. Тоест, јас ја побарав. Да, имавме неколку предуслови што си ги поставивме, си ги спочитувавме. Клекнавте со прстен, на романтично барање на жена или да, навистина така? Посебно, мислам, без знаење нормално, беше изненадено, бевме на посебно место кое што исто нас не значи, така да
Све тоа романтично. Да. Јелена работи како наставник во основното училиште Киро Глигоров. Јелена е оделенски наставник, она веќе 6 години работи во основно образование, бидејќи имаше често такви дискусии дека јас сум ја земал, па после сум ја вработил. Не, напротив, она си работеше пред да бидам јас градоначалник. Беше прво во Кирил и Методи, па потоа кога го отваравме основното училиште Киро Глигоров, гледавме најдобриот кадар што може да го ставиме во основното училиште Киро Глигоров, за да може на време да го отвориме, да започне со работа. Нормално на почетокот, ајде да кажам, имаше одредени резерви, но потоа си стана се нормално. Јас нема да бидам вечно градоначалник, она можда и вечно нема да работи таму, така да тоа се нормални работи, баш нормално и од средината сме прифатени. Напротив, ниту го злоупотребуваме тоа што она е таму или јас сум на местото градоначалник на општина Центар. Напротив, гледаме да бидеме што е можно покоректни за да оставиме пример дека не треба да се користи функцијата за да не знам, некакви интереси. Тоа и сега сакав да ве прашам колку таа чисто се соочува со коментари, таа е супруга на градоначалникот, затоа и е тука. Колку дома на почетокот имаше секакви коментари од не знам разни, ама искрено луѓето што не познаваат знаат каква е Јелена, знаат како сум ја, така да тоа не е најбитно, најблиските луѓе околу нас да знаат што е, како и тие знаат, прилика какви сме јас и Јелена. И претходно, а и сега. Скоро една година сте во брак, колку уште малку во есента, нели се? Октомври, се венчавте, колку бракот ве промени или ви ги промени навиките или колку вас ве промени? Па бракот конкретно мене ме промени во тој дел што сватив дека веќе не сум сам, односно дека јас ја носам неизе, она ме носи мене. И така да свативме дека веќе животот го делиме, значи не си само сам, дојди си дома и прави што сакаш или не знам, немаш контрола на време, немаш одговорност можеби за некои заеднички работи, него едноставно се однесуваш сам слободен. Тоа не значи дека сега си затворен, но веќе животот скоро се променет. Сите работи кои што си ги правил изминатиот период сам сега ги правиш со сопругата, со потесниот круг на семејството и на некој начин тоа е вид на благодет за да се усмериш, да кажем, во некој правец во животот, како што треба да биде. Кога го спомнавте семејството, ајде да позборуваме малку и за вашето семејство. Родени сте во Словенија. Постојано. Во Постојано, син на војно лице. Кога дојдовте во Скопје? Па ние моето семејство или наназад, ние од 1910 година живееме во Македонија. Тогаш прадедовци дојдени се од Власина, купиле имот во Куманово, али татко ми, бидејќи завршил војна школа и војна академија, добива прекоманда во Словенија, јас таму сум и роден и мајка ми таму добива работа. До 91 живееме во Словенија, се додека не се растори СФРЈ и после тоа се враќаме во Македонија, од каде што нормално влечат и моите родители потекло. Татко ми добива прекоманда во Скопје и почнуваме да живееме во Капиштец. Син сум на воено лице, мајка ми е микробиолог и среден брат, односно имам еден помал и еден постар брат. Од она што успеав да го дознам за вас е дека сте завршиле средно медицинско училиште. Зошто не станавте доктор или и потоа на кој факултет се запишавте? Па, знаете како, желбата на мајка ми, пошто она е медицинско лице, као ајде да имаме и доктор да продолжи некој во фамилија. Ја многу па сакав војска да одам, ама тогаш се укина војската, односно служењето на воен рок, немаше средно воено училиште, војна академија имаше на неколку години, така да се одлучив да, ајде да кажам, да ја послушам мајка ми. Бев средно медицинско, општа медицина, односно медицински техничар, но некако не ме влечеше тоа. Потоа се запишав на правен факултет, политички науки, завршив во нормално 4,5 години, колку што прилика трае еден процес на студирање. И после така ме наведе животот. Од една страна бев прво во приватна фирма, па директор на потпа, потоа дојдов на градоначалник. Во Капиштец го добивте надимакот Српче или? Надимакот го добив, тоа беше во средно. Не знам, некако почна, имаше 35 девојчиња во клас и тројца машки бевме во средно медицинско и двајцата другари, односно со кои што учев, почнаа демек Богдановиќ, Србо, Српче и така некако остана. Тоа се прошири кон сите, посебно во СДСМ, во младината каде што бев. Некако секој си имаше некаков надимак. Некој порано те викале заради, не знам, една работа заради друга, ама некако ова ми остана трајно. И дури ми настана еден вид проблем, бидејќи на некој ќе му кажам, ќе се јавам на некого Саши на телефон, каже кој Саши? Српче. И Српче кој ќе кажеш, тоа сите те навикнуваат, иначе тој надимак генерално ми го имаат дадено и тоа се останало запишано кај сите.
Како е да се има двајца браќа, вие сте Среден. среден, така да се биде среден помеѓу двајца браќа, колку сте блиски со вашите браќа? Па, блиски сме нормално во комуникација, во начин на функционирање, во решавање некои семејни обврски кои што си ги имаме заедно, но генерално работата не ни дава можност па да се гледаме често. Обично тоа е за време на викенди, за време на некоја прослава, роден ден, слава или така натака. Ама генерално сме блиски, се сложуваме, немаме некои поделби кои што на жалост некогаш се случуваат во одредени семејства, не ни интересира, ајде да кажам, материјалното, секогаш гледаме да на некој начин еден со друг си помагаме. Јас сум таа средина која што секогаш била балансер. Значи балансира и со родителите и со браќата, односно секогаш сум гледал да бидам да не заземам нечева страна, него секогаш да држам средина златна. Добро, кога ги спомнавте родителите, браќата и семејството, вие славите Свети Никола. 5 дена Ивкова слава се славела. Кај вас и тоа успеав да го дознаме, па како изгледа Ивкова слава во домот на семејството Богдановиќ? Па добро, тоа е традиција која што е стара кај нас 120 години, нешто можда и на тоа, барем тоа што сум го слушнал од чичковци и од моите родители. Обично татко ми војно лице, он малце не бил толку верски упатен, па после тоа јас превземав. Сега нели кога излезе филмот Ивкова слава, генерално луѓето почнаа да учат одредени навики, дека на слава не се викаат луѓе, дека може да трае ден, два, три. И ја нормално слава, неколку луѓе ставаат слики на Facebook за славата, па музика ќе дојде, па друг ќе ти се јави, трет ќе помини, така да не беше тоа испланирано да се случи 2, 3 или 5 дена, пошто зависи од годините како сме имале гости, него едноставно доаѓаат луѓе. И вие не може да ги одбиете. Едноставно баш се заради 5 дена имавме таква една случка, бевме во Белград, во официјална посета на Белград, беше премиерот Заев, уште неколку министри од нашата влада, од другата страна беше премиерката Брнабич, председателот Вучич, и во дискусија на таа вечера кај што бевме, вика во Србија баш Архангел Михаел, вика една од славите која доста се слави, вика еве кај нас знаете се слави дури 2 до 3 дена. И баш премиерот Заев се врти, вика ево и нашиот слави 5 дена, вика ги руши рекордите. Така да едноставно од убаво, значи луѓето, ајде да кажам, се осеќаат пријатно, ние се осеќаме како семејство пријатно, имаме голема фамилија која што ни доаѓа, голем круг на другари, колеги, пријатели кои што се тука и куќата е отворена за сите. Едноставно се создава една пријатна атмосфера и секој сака да дојде кај Саше на слава. Добро, се пее, се игра, што све има на софрата? Генерално нормално. Првиот ден е онака сечење колач, нормално како наликува и традицијата и адетите. После тоа веќе доаѓаат луѓе, па некој ќе викне музичари, па јас ќе повикам некој дојде со виолина, некој па знае да свири и тука се останува до 2 до 3. Сабајлето се расчистува, се оди на работа, па пак почнува од 6 до 7. Едноставно, бидејќи многу луѓе слават Свети Никола и кај нас, едноставно сите гледаат првиот и вториот ден да отидат некаде, за да после третиот и четвртиот дојдат кај мене, пошто кај мене валјда поинтересно. Да, и имавме последниот пат сега заради ковид ситуацијата. Не организиравме, беше најтесниот круг на семејството. Имавме дури непријатна ситуација да луѓето немаш кај да ги сместиш. Значи луѓе сеат во ходници, на тераса. Рекам луѓе незгодно, ти не се секирај, нас ни е супер тука, музика, си уживаме опуштено. Така да едноставно прерасна во некоја традиција. Имавме баш една интересна ситуација, татко ми правата година, која беше 3 дена баш се случи. Вика, сине, као, што толку многу? Викам, тато, овие се роднини, овие се колеги од овде, овие се од поранешна работа, овие се другари од мало. И вика, добро, знаеш, као да не правиме галама, луѓето да не реагираат. После наредната година, он вика, кај ти се гостите, ајде нека доаѓаат. Така. Комшиите дошле, интересно име нив, така да се претвори во да кажеме, една убава традиција, каде што генерално и со луѓе често заради работа, заради обврски не можеш да стигнеш и баш таа слава на некој начин место каде што и настан на кој што ќе успееш и да се видиш и да разговараш, но и пред се да се, ајде да кажам, малку и духовно се посветувам, бидејќи на тие слави често и се дискутира и за светецот кој го прославуваш и така натака. Каде сте излегувале? Каков тип на забава сакате? Ајде сега оваа година дена и не ја рачунаме некако заради пандемијата, ама зборувам претходно, па и пред да станете градоначалник. Дали стоделе во дискотеки, во кафеани? Да, па добро, се зависно од тоа
кое годиште, односно колку години ќе наполневме. Прво ни Така. беше интересно, искачавме во Лидо кај Универзална. Не толку јас, другарите, и сега иде другарите таму и ти. Таму најчесто се правеа рап журки, двајца или тројца другари така беа во тој филм, ај така да се изразам. Па после тоа беше интересно Елемент, доста познато, па Лагараш, па не знам, други останати. И после стана многу интересна работа, почнавме сами да се организираме забави, ќе изнајмевме одреден кафич, ќе си организиравме без никаков интерес, надомест или било што, чисто ни беше да се собереме друштво. Секој ќе си ги повика другарите од средно, ние од мало и често си правевме своји забави и највеќе ни одеше прво почнувавме со странска музика и на крај си завршува со хитови од наши, српски и така натака. И генерално музиката се сведува на атмосферата, ама како што пораснуваме веќе поинтересни ни стана домашниве седенки, него што, дај да кажам, да излегуваш. Нормално сака човек да отиде некаде на концерт, посебно познати, дај да кажам, и балкански уметници и некој од странство ако дојде, но пак ќе си го почитуваме на домашното наше. Па сега сакав тоа да ве прашам, ете во Охрид сега се случува бум, нели конечно малце пушти Америкиве, па сега сите регионални пејачи се, звезди се таму. Каква музика вие слушате, колку често одите на концерти и кога сте во кафејана, какви песни порачувате? Па сега на концерти конкретно баш заради пандемијава не сме биле. Генерално сакам да испочитувам ако дојде Бајага, Чолич, не знам, некој од ајде да кажам од тука од Балканов познати, кои што се познати за цела бивша Југославија. Највеќе сакам да отидам и да ги однесам и моите, малце они да се потсетат на ајде да кажам млади денови. Ја се зафркавам често и со татко ми, он освен оние југословенски маршеви и војни песни, ништо друго не познавал и сега малце викам да те вратам во младоста, нешто што си слушал кога сте имале војно од работа. А со Јелена нормално предпочитуваме да излегуваме, но не на толку места каде што има галама и гужва, гледаме да биде во круг на пријатели. Сега што се однесува, например, кога ќе седнете со друштво, дали е некоја прослава, дали е некоја, да кажам, дружење или чисто да се видите со некој, си има одреден репертоар. Често сакам да порачам стари македонски песни. Имавме една интересна ситуација, татко ми беше на еден квиз и го имаше што имала късмет Стамена, он пошто стварно не ги знае не само ни македонски ни српски, и ја имаше промашено, таа ни е хит фамилиарен, што имала късмет Стамена, ја порачуваме за да се зафракаваме со татко ми, а нормално, се што се слуша во кафана, српско, македонско, хрватско и без разлика, нема некој зависност од атмосфера и гостите кои се тука присутни. Ајде се уште нешто сакам да ве прашам од она што успеав да го дознам за вас, дека сабота и недела порано пред да бидете градоначалник со другарите од Капиш се сте оделе во кладилница во Деветка кај Панчев. Го практикувате тоа уште или сега врските неви? Многу ретко. Уствари одевме додека не почна ковидот, ама не беше секоја недела, него секоја втора, трета недела. Обично малско дружиње ќе се собереме 10-11 луѓе кои веќе со деца почнаа да доаѓаат, бидејќи скоро сите истапија во брак, но си имаат и деца изродено. Така да гледаме да го практикуваме тоа, бидејќи тоа се едноставно денови кои што ќе можеш да се видиш со другарите, кои што се дружиш 25 со некои 30 години, нормално да подискутираш. Иначе често комуницираме, гледаме да најдеме што повеќе начини да се собереме, малце сега со ситуацијава бевме оддалечени, не само ние сите, али ме радува и среќен сум што имам другари со кои што до ден денеска функционирам, дружам и ги делувам. Кога ги фаќате утакмици, колкава ви е среќата кога одите во кладилница? Јас не се неам кладено па добри 2-3 години. Обично сме играле чисто за да ти биде нервозен денот. Така. И чисто имам другари кои што напратат, што се вика секој ден, и ние, јас или уште еден двајца не се ни оптеретуваме. Гледаме утакмица, ако е некоја интересна, и ќе седнеш со другарите чисто заради другарите. Нормално да изследиш утакмицата и баш ќе се погоди тогаш да добиете, не знам, 3-4-5 денара. И тогаш ствараш нервоза кај останативе кои што играат цело време, а не можат, не знам, недела-две да добијат ништо. Али што се вика, треба да пробаш да се пробаш среќата, ама реално за тоа треба и време, треба и да седнеш и да гледаш кој како завршил прошло коло, како со кој игра наредно и така. А за тоа искрено нема време сега. Сега видов сликава ми помина, па ми текни тоа прашање да го поставам, да него ова ќе го почекам за покасно. Со Новак Џоковиќ
имавте едно селфи кое што го објавивте пред 2 години, мислам дека беше. Така нешто. Каде се сретнавте, што се случи? На покана на наш заеднички пријател, односно пријател на Новак, а и мој пријател, он не покани во Париз, ни обезбеди карти, дојдовме да го гледаме Новак. Тоа беше, нај да кажам, на некој начин големо и доживување за сите нас кои што бевме тогаш таму. И успеавме, бидејќи навистина е ригорозно да влезете во кампот, посебно каде што третираат, успеавме да влеземе во тој, да се поздравиме, 10-15 минути да поправиме муабет, нормално да го поканиме да дојде во Македонија, нели после следеше онаа изјава дека многу сака за Охрид да дојде, ама гледаме кога ќе биде послободен тоа да се случи, од тогаш, да кажам, остваривме некои контакти со него што редовно се трудиме да ги одржуваме, пред се заради тоа како е како човек, Новак, нормален, природен, а и второ заради тоа што е нели светски рекет број 1 и навистина, да кажам, голем значај за мене како човек. Добро да се сеќавате зашто разговаравте, колку ви се шансите навистина да дојде во Охрид? Големи се шансите, он навистина има огромна желба, посебно да оди во Свети Наум, затоа што е он и самиот е приврзан да оди да посетува колку што може повеќе манастири, цркви, а Свети Наум е од исклучително значење и како духовно место, ама искрено преоптеретувањата, сите активности кои што ги има, мислам дека сега овој период нема да може тоа да се случи, имаше некои најави летово, па ќе видиме. Се зависи од тоа како ќе биде ослободено од обврска, ние сме спремни да го дочекаме. Мислам дека ќе значи тоа и за нас како држава. Вашата голема љубов е всушност кошарката. Познаста како и кога прашував, ај кажете ми нешто за Саша Богдановиќ, сте ми рекол он е навивач на работнички. Бевте во навивачката група на работнички, уште сте од каде толкова љубов кон кошарката, а никогаш не игравте кошарка или? Не, сме играле малска кошарка, сме тренирале едно и друго и трето, ама некако не сум се погодил за спорт. Љубовта према работнички, па и во денешно време, ама посебно во тоа време во кое што ние растевме, се знаеш од железничка до Ѓорче, се е за работнички, од железничка аеродром Гази Баба, тој дел највеќе аеродром е за МЗТ. Така. И нормално природно е да бидеш црвено-бел. Ние генерално секогаш се одгледувавме на постарите генерации, кои што на некој начин и не научија да одиме на утакмици, и од тогаш почнавме да одиме, стана, мислам, самиот адреналин, самото чекање на одиш на надпревара, на некој начин ти ствара некоја позитивна и убава навика, запознавање на нова група на луѓе. Тоа после прерасна секој мало да си направи подгрупа. Тогаш зашто Карпош да има да нема капиштаци? Иначе ние се истакнувавме кој ќе направи повеќе графити, кој ќе направи повеќе мајци, дуксери. Веќе кога навлегов да почнам со општествено одговорни функции, реков дека ќе се повлечам бидејќи тоа е, да кажам, важно и за мене, заради функцијата која што обавам, но пред се и заради групата која што секогаш сме се трудели да ја ставиме вон политика и така натака. Јас контактирам, одам на надпревари, но одам на неутрална трибина како само симпатизер и така. Се трудите да дувате малку по колку може Саша Богдановиќ да ја надмине ситуацијата и да биде градоначалник, кој ќе навива, не навива. Се трудиш да се повлечеш бидејќи атмосферата некој знае да повлече, а сепак ти треба да држиш некој ниво. Ајде тука ќе споменам и онаа ситуација кога бевте директор на ПОЦ, така, имаше инцидент после надпреварот помеѓу МЗТ и работнички и вие завршивте во станица во Беко, или? Да, тоа беше еден немил настан во кој што не беше настан дека нешто се случи каде што ние бевме виновни, него едноставно многу беше наелектрализирана превик политички ситуацијата. Заврши надпреварот, јас излегував од помошната трибина, односно местото каде што излегуваат и навивачите и надвор имаше одредена, да кажам, расправија. Чисто сакав да се тоа да заврши мирно, но тогаш полицијата малце беше накострешена према нас и тогаш рекоа ајде дојдете на информативен разговор. Јас реков ќе дојдам, не е проблем. И тој информативен заврши без никаква прекршочна постапка или било каква друга одговорност, но едноставно во тој период, посебно 2012, 2013, 2014 кога се одржуваа локалните избори, доста беше наелектрализирана состојбата, некако преку спортот се пробуваше да се делува политички, ние некако се спротивставивме на сето тоа и едноставно тогаш, ајде да кажам, знаевме некојаш да бидеме повикани на распит во полициска станица, но за среќа, односно и при наша свест, без да се случи некој инцидент или било каков, ајде да кажам, прекршок, ниту да добиеме некој
најобичен прекршок за нарушување јавен ред и мир. Значи секогаш сме биле тука, но од друга страна па не сме дозволувале некој користејќи можеби униформата да заплаши некого и да делува. Напротив, навивачките групи, симпатизерите, спортските клубови секогаш биле па и глас на народот, каде што ќе знаат и да упатат одредена парола, да извикаат нешто, да искритикуваат, што е не само кај нас, него секаде и на Балканов и во светов, да кажам, пракса. Добре, ве пред да бидете политички активен, кога сте биле сосем обичен граѓанин, дали сте имале некаков инцидент тогаш или сте биле, не знам, во некоја типачка навивачка помеѓу... Не сум имал инцидент, мислам како порано, како деца, да, се случувало. Ќе си спотепаш мало на мало или не знам како, што е многу природно и така растат деца, али после од кога на некој начин започнав со обавувањето на функција, сум се отрнал од сите тие активности, гледајќи можеби ненамерно да не западнете во некоја таква ситуација, бидејќи некогаш не сте ни вие виновни. Тоа се случува за секунда и вие само се наоѓате во таква ситуација. Имало неколку случаеви каде што на одредена надпревар или утакмица ќе се случи некој инцидент, јас сум бил секогаш тој што гледал да смирува и меѓу полиција и меѓу навивачи, да кажам да пак да држам некој баланс. Бидејќи едноставно во таа еуфорија некогаш и од самата еуфорија и од самата, да кажам, ситуација што ќе се случи, ќе ве натера можеме некогаш да направите непромислен потек. И најчесто тука се завршува со немили настани. Имавме такви неколку ситуации, посебно кога е дерби, кога е највеќе наелектризирана состојбата, па луѓе можеби се, да кажам, посебно помладите малце и ги влече адреналинот. Тогаш тука ние што сме малце поискусни, што сме поминале, да кажеме, и сито и решето во тие навивачки кругови, сме се труделе секогаш да правиме некој баланс, односно да држиме некоја дистанца и најчесто сме имале коректна соработка со полицијата, бидејќи секогаш ќе не викне, ќе не праша, ќе не замоли да реагираме за да не реагираат они, така најдобро се решаваат работите, но некогаш не може да се исконтролира ситуацијата. Добро, еве малку пред крај уште неколку приватни прашања сакам лични да ви поставам, од типот како сакате да се облекувате, колку сега од кога сте градоначалник, значи кога станавте градоначалник ви влијаеше тоа на стилот на облекување, да речеме од една страна ќе облечете дрес кога навивате на на трибините, кога гледате кошарка, од друга страна треба да го облечете оделото за официјални ситуации. Јас секогаш сум се трудила на природно да се облекуваш, нормално кога е некој настан треба да ставите кравата, ќе ставите кравата, кога е некоја прослава исто така. Се трудам секогаш да бидам што е можно по-релаксирам заради тоа што често сакам да бидам на терен. Таква ми е работата, освен што имаме административни работи кои што ги работиме во самата општина, имаме и активности кои што се надвор на терен. Пред се со граѓаните кои имаме средби сакам да бидам не толку официјален, колку што повеќе сакам природен, за да можат и самите граѓани да се отворат, пристапат, да разговараат за решавање на одредени ситуации и проблеми. Така да гледам што помалку да бидам официјален, а што повеќе да бидеш поприроден. Нормално на работа мораш и сако, мораш и кошула, мораш и да кажам по-официјален да бидеш, ама практикувам колку што можам повеќе да користам по-флексибилен да бидам за надвор. Така да кога има надпора не се срамам да облечам и дрес, не се срамам да облечам и мајчка од работнички. Кога гледаме утакмица е нормално исто така во мало, најнормално знаеш да излезеш кога ќе отидеш до продавница, знаеш и во тренерки да излезеш, така да не сум човек кој што сака да биде накитен или да биде, не знам, за да да кажем градоначалник. Не, тоа е миновна работа, односно поминувата работа, еве кога стана градоначалник, поминаа 4 години, пак утре треба пред истите тие луѓе да излезете да бидете нормални како што и додека сте обовале функцијата сте се трудели да бидете. Готвите? Дали се тоние мажи што готват и дали имате некој милен специјалитет, да речеме? Ме зафркаваше Јелена, имав едно интервју за вечер каде што се пофалив дека знам да спремам селско месо и до ден денеска немам спремено, не заради нешто друго, него заради времето. И така да, знам да сготвам, многу ми било мерак и посебно другарите моите кои ќе отидат некаде за викенд, ја кај мене било секогаш место каде што сме се собирали, јас сум се трудел да направам и салата и месо да испржам и нешто да направам. Така некако сум се стекнал и за нив да се секирам и грижам, ама кога се земавме со Елена многу ретко, да кажам, и тоа си го гледам како хендикеп, бидејќи нормално треба заедно да си ги делиме одговорностите, али ќе се потрудам да кажам во наредниот период. Така да ако ме прашаш што и како знам, нема да кажам затоа што после ќе ме тера. Се фалиш таму, не си ни спремил ништо.
Кога влегувавте во политиката, колку бевте свесен дека таа носи непријатни ситуации и колку таа ве промени како личност? Па, мене некако така ми се отвараа работите. Јас работев приватно, само што дипломирав, веднаш се вработив, не можев да седам дома и бев прво логистика, па комерција, па стигнав до директор на комерција во приватна фирма која работи со изолациони материјали. И како што завршија локалните избори, јас пак бев еден од најактивните тогаш. Јавното предпријатие беше Паркинзи на општина Центар беше доведено во тешка состојба и обично никој не сака да се нафати. Така. Ја на своји 28 години тоа го видов како предизвик. Значи нит сум се гурал, што се вика, за да дојдеш до тоа место, него едноставно праша. Реков, ајде да видам што е тоа што е, не може да се реши. Едноставно од предпријатие кое што беше во таква ситуација го доведовме да биде предпријатие кое што навистина за пример, барем по тие показатели што јас ги имам и што ги гледам и во тоа што како напредува и сега. После едноставно дојдоа на ред локалните избори, бевме предложени повеќе кандидати, едноставно сите кандидати некако рекоа застана и ти највеќе се заангажираш, работиш. Ние сметаме дека ти треба да застанеш, односно сите застанаа позади мене. Така да некако така се отворија работите, не беше она јас па јас да бидам, да беше некој друг со среќа терај, тука сме да ти помогнеме. Така да така некако се отвараа работите. Еве сега завршуваме со 4 годишен мандат и на некој начин пак гледаме дека се отвара шанса повторно да го бидам кандидат за градоначалник. Нормално има конкуренција. Јас тоа го почитувам, демократска партија, демократска држава сме, секој може да каже дека може подобро нешто да направи, така да оставаме простор на крајот да се одлучи кој е најдобар да ја предводи општината. Тоа сега сакав сосема за крај да ве прашам, што сметате вие што оставивте како белег на Центар за овие 4 години, ќе имате ли уште еден мандат и каков центар вие сакате за Скопје? Па искрено, ние општина Центар за тоа како беше и до кај донесовме, можеме да кажеме дека навистина фативме еден правец во кој што јас сметам дека и многу мои соработници на тој начин треба да се развива општината. Прво, општина Центар воопшто не должи на никого. Тоа бе, на жалост, лоша ситуација, односно лоша слика за многу други општини кои што на жалост и мои колеги ги имаат такви наследено во енормни долгови. Ние не должиме на никого ништо. Изградивме, докажавме дека како општина, како град и како држава можеме да направиме нешто што на жалост само сме го гледале во други општини, држави и градови. Направивме најмодерно основно училиште кое што и ако прошетате низ балконов, ретко дека ќе најдете со таков квалитет направено. Сега започнуваме најмодерна и најголема градинка во населба Пролет. Успеавме да ревидираме 9 детални урбанистички планови, да докажеме дека освен плановите што се носеле во изминатото, што биле само за градби, ние бришевме градби за да направиме детски игралишта, паркови, градинки и така натака, нешто што е од општи интерес. Улиците кои што ги работиме, посебно сега за брзо време, односно се надам до крајот на месецот ќе биде завршено улицата Орце Николов, која е најголема сообраќајница, ќе биде единствена улица од таков карактер во населба во општина Центар, ама нема да биде последна, која што е ослободена за пешаци, велосипеди и ќе има резидентен паркинг и прв пат ќе се воведат такви елементи за успорување. Тоа се сите проблеми кои што сме се соочувале. Реков нема да бидува политички, ама сепак се сама за крај. Кажавте све што направивте, ама пак некако се привлекуваат оние висококатници што треба да се Кај Холидеин. Да. Општина Центар, мојот став уште на почетокот на мандатот, бидејќи тој план е донесен многу порано, а претходно имало уште многу други планови кои што биле и повисоки, односно 100 катници. Јас реков дека 100 катници и 60 катници нема да се градат. Имавме една одлука каде што рековме дека ќе направиме ревидирање деталните урбанистички планови, на крајот стручните служби, луѓето кои што работат, вклучувајќи и невладен сектор, граѓански сектор, останати институции, но пред се граѓаните ќе кажат што треба да има на тој потек, не само на тој, него на во сите планови кои што ги има, детални урбанистички планови кои што ги има општина Центар. Успеавме 9 да смениме, но на жалост по втор пат Уставен суд ни ја поништи одлуката за неспроведување на детални урбанистички планови, со што се остави да се спроведуваат старите планови. Ако гледате во начинот на спроведување на плановите, ние се трудиме максимално да ги запазиме оние заложби кои што сме ги имали, параметри кои што сметаме дека треба да бидат, ајде да кажам, еден вид нешто што треба да биде содржано во одредено мало населено место, градска четврт или така натака. Многу би бил посреќен да успеавме плановите да ги донесеме одново, но на жалост Уставен суд е највисоката судска инстанца која што донесе таква одлука. Секое понатамошно стопирање, ако продолжеше општината на било кој начин или со било која одлука или акт,
ќе наведеше на огромни штети кои што ќе требаше утре општината да ги плати. И не само тоа, него и на жалост ќе можевме да доведеме некој да сноси одговорност. Колка е заинтересираноста сега на инвеститорите во општината? Па со начинот кој што го променивме на работа, на вистина не е сега само да се градат згради станбени, него многу се заинтересираноста за деловни објекти. Веќе сме во преговори со неколку посериозни инвеститори кои што треба да дојдат да работат во општина Центар. Мене посебно ме радува што преговараме со сериозна инвестиција, некаде во износ од 50 милиони евра. Станува збор за IT компанија која што ќе биде најдобрата во нашата држава, ако не и пошироко на Балканот, и ме радува што ја бираат баш општина Центар да биде местото каде што они ќе обавуваат својата дејност. Нормално имаме да завршиме уште неколку процедури за да таа инвестиција постане реалност, и на крајот ме радува што општина Центар веќе постанува препознатлива по тоа, бидејќи дава можности и услови за да можат луѓе да остваруваат бизнис, но и пред се да вработат млади луѓе, посебно во IT секторот кој што е гранка која што навистина е барана во сите земји, а ме радува што повеќе и повеќе ќе се развива кај нас. Ки имате ли уште еден мандат? Кои се вашите очекувања и прогнози? Па според моите сознанија и по тоа што го гледам, анкетите, довербата која што имаме и од, да кажам, членовите партијата матична која што ме поддржува, кандидира, коалиционите партнери, гледам дека ја имам таа доверба во највисок степен, исто така од анкетите кои што ги гледам од довербата на граѓаните. Сепак оставаме до крај да заврши целата постапка, бидејќи има пријавено неколку кандидати, нека поминат сите филтри и на крајот партијата нека донесе одлука, а после тоа треба да дадат поддршка граѓаните на таа одлука. Саша, ти благодарам што беше гостин во студиото на Репортер и драго ми е што имавме во мобит и на 42 степени денес во Скопје. Благодарам и на вас на поканата.